Позитивни вибрации од Линденска помеѓу Сојузот на синдикати на Македонија и премиерот Христијан Мицкоски. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов изјави дека владата не е пречка за зголемување на минималната плата, туку вистинскиот проблем доаѓа од страна на другите синдикати. Владата тоа што го истакна е дека во овој момент не е спремна да ги субвенционира придонесите, но затоа понудивме неколку чекори. Вториот чекор е владата да ги ослободи од плаќање придонесите, имајќи во предвид дека на таков начин ние преку ДДВ-то ќе ги вратиме парите повторно назад во буџетот. И третиот момент беше заедно со владата на првата седница на економско-социјалниот совет да изгласаме измени и дополнување на законот за минимална плата, што ќе каже зголемување на минималната плата на 30.000 денари, имајќи во предвид дека заеднички заклучок беше дека во владата би бил многу мал зафатот на потреба од усогласување и зголемување на платите со минималната плата, имајќи во предвид досегашните зголемувања на платите и овие идни кои се веќе планирани. Дали останува штрајкот што ССМ го најави за 1 мај? Се разбира, на 1 мај ги повикувам сите работници во Македонија, без оглед на тоа дали се задоволни или не се задоволни од нивните примања, без оглед на тоа дали се задоволни или не се задоволни од владата. 1 мај е работничкиот ден кога треба да го изразиме нашето незадоволство. На средбата во влада беа и од КСС, кои исто така дадоа изјави посочувајќи дека тие се на ставот на доследно почитување на законите. Разговаравме за минималната плата и прашањето наше од страна на другите синдикати беше минималната плата ќе уфати со 30, доколку се покачи на 30.000 денари, ќе уфати само 70-80.000 работници во државата од 700.000 работни. Ја го прашавме председателот на владата дали се спремни на почитување на законот, имаме закон за минимална плата, имаме колективни договори на ниво на гранка, дали се спремни сето тоа да го сервисираат и дали можат да го издржат сето тоа, затоа што ние, како што знаете, и во минатото и сега бараме само почитување на законите и колективните договори. Од Сојузот на синдикати на Македонија посочија дека во текот на утрешниот ден ќе биде побарано од сите пратенички групи да отидат во работничкиот дом и да се сретнат со Сојузот на синдикати на Македонија за идниот раст на платите. Од ССМ посочија дека преговорите ќе продолжат, а наредната средба со владата е можна после велигденските празници. Меѓу барањето на синдикалците покрај почитување на колективните договори е и минимална плата од 500 евра.